Во Скопскиот кривичен суд досега се донесени 3 пресуди за бегалецот, екс-премиерот Никола Груевски. За една веќе беше издаден упатен акт за служење на затворска казна од 2 години. Но пред да биде однесен во затворот, шутка Груевски избега преку граница. А потоа со унгарски привремени документи издадени во унгарската амбасада во Албанија се прошета низ 3 балкански земји и стигна до Будимпешта, каде во експресна постапка доби азил. Уште 2 судења му се активни, се уште течат, иако се блиску до застарување. Во предметот Талир 2 за имотот на партијата ВМРО ДПМН, тој заедно со уште неколкумина е обвинет поради начинот на кој е договорена изградбата на Белата палата и се купени повеќе канцеларии за партијата. Предметот е пред застарување, денеска доби нов обвинител, откако актуелниот државен обвинител Ненад Савески ги одзеде овластувањата на обвинителката Ленче Ристовска, пошто таа поднесе оставка. Новиот обвинител Кристијан Смилевски вели дека добро го проучил предметот и ќе успее да го заврши случајот до рокот за застарување, до почеток на септември, иако главниот обвинет Никола Груевски е во бегство. Секој има право на судење во присуство, доколку стане достапен обвинетиот Груевски, постапката исто како и по поднесено барање за повторување на постапка, ќе почне одново. Меѓутоа, тоа зависно од колку ќе остане рокот за застареност, бидејќи знаете има 1 година од кога ќе дознае да поднесе барање за повторување на постапка, дали ќе стане достапен не знаеме. Така да сметам дека ако стане достапен во текот на постапката или ако поднесе барање за повторување на постапката ќе почне одново. Но и во македонското правосудство дојдаа политичките ветришта кои во Будимпешта го одуваа Орбан од власт, во чиј мандат бегалецот Груевски доби и азил во Унгарија. Меѓународната потерница по Груевски се уште стои на веб-сајтот на МВР. Таа е распишана кога избега, бидејќи требаше да издржи 2-годишна затворска казна за предметот тенк и набавката на блиндираниот Мерцедес, надвор од законските процедури за јавни набавки. Последен пат екстрадиција за бегалецот од правдата е барана 2018, била дополнета 2019. Но Унгарија го одби барањето, бидејќи Груевски веќе имаше азил како политички бегалец. Но според законските одредби, таа казна, поради која избега, е застарена уште во октомври 2024. Во потерницата стои дека Груевски е баран за 30 дена притвор определен за терористичко загрезување на уставниот поредок и безбедноста, односно за организација на упадот во собранието на 27 април. Поради бегството, никогаш не даде исказ, поради што му е издвоен предметот за овој случај. За Груевски има правосилна пресуда од 9 години затвор за перење пари во случајот Плацеви наводно, но таа пресуда беше донесена во отсуство. Дополнително има година и пол затвор пресудени во предметот Шамари во центар, односно организирање на насилства за да се спречи укинувањето на ДУП-от за изградба на објекти на неговите Плацеви наводно. Беше судени во предметите ТНТ, Талир 1, Траекторија, кои застареа или поради долгото бегство или поради менувањето на кривичниот законник. Екс-премиерот избега во Унгарија во ноември 2018 година. Никогаш никој од претходната власт не одговараше за овозможеното бегство. Груевски доби политички азил. Наредната 2019 опозицијата на Орбан тврдеше дека со неговото име постои гласач за локалните избори во Будимпешт, зашто мора да има важечки унгарски документи. 2021 формираше и консултантска фирма со која според податоците имал прилив од над 10.000 евра. Но сега таа фирма е обележана како санкционирана, која не може да учествува во државни јавни набавки во Унгарија, бидејќи Груевски, меѓу другото, беше ставен и на црната листа на САД.